Јован, прво појавување на ТВ екраните во Македонија, мислам дека е прво видео, пишано мислам дека имаше некој интервју дадено сега брзо или лани, не се сеќавам. И тоа е прво видео јавување од тебе од кога си заминат во Канада, така? Па, да речеме второ е. Второ? Да, али прво ми е драго што ме поканивте на вашата телевизија, пошто е нова и сега интересна и ете, ќе бидам дел. Се договаравме долго време за овој интервју. Нели на почеток малку беше скептичен, нели се двумеше малку дали да се појавиш не кај нас како медиум, туку воопшто дали да се појавиш у јавност и да збориш и да кажеш она што го мислиш. Па да, бев фокусиран на нешто друго и некако сето тоа што поминало го ставив, нели, во минатото. Ама еве сме, тука сме. Колку време си во Канада? Па во Канада сум 3 години веќе полни. 3 години, пред тоа бев нели 1 година во LA и така, задоволен сум, можам да кажам, супер е сега за сега. За овие 3 години беше се вратил Македонија еднаш, два пати или не? Се вратив еднаш, значи пред 2 години во Македонија. Така? Да, после да 1 месец. И така, да видам пријатели роднини, тоа е тоа. Верувам дека многумина те прашале, а малкумина го знаат одговорот. Која е причината зошто Јован се замина од Македонија? Зошто ја напушти Македонија? Ја напушти, добро. Па така ќе му дојде, нели? Сега е популарен тој збор, ја напушти Македонија, така да затоа и така те прашувам. Ја цел живот имав желба да се одселам од Македонија, зашто мислев дека со мојот талент и мојата работа дека можам многу повеќе да направам во поголема држава. И секогаш мојата желба беше Америка. Канада некако беше како резервна варијанта, ако не можам за Америка да добијам иселеничка, дај да аплицирам за Канада. Така е буквално. Значи ти по секоја цена реши да си одиш? Да, ја по секоја цена реши да си одам. Клучен момент ја кога решив да си одам беше 2012 година, кога се роди и ќерка ми и таа година ние почнавме да собираме документи со жена ми дека треба да се оцелиме од државата. 2000 ја на никого не кажав тогаш. 2013 веќе ние аплициравме, а 2014 ја заминав на прво на школување во Холивуд за саунд инженер. Така. А во меѓувреме додека бев ја таму, добивме иселеничка за Канада, па од таму директно отидов. Што ја прели чашата за да си кажеш доста е, толку е, си идам од тука, ова е конечниот момент, си заминувам од Македонија. Имаш ли некој таков момент? Па види вака, во 2001-2002 ја имав еден покушај, бев 6 месеци седев во Торонто, кај чичко ми на гости, да го видам каков е живот. Тогаш бев уште мал. И некако уште не бев сигурен и доволно спремен за да се изборам во тоа време, така да се вратив назад. Тоа беше после магија. Така. И продолжив да работам на моја кариера. Јас секогаш во мојата потсвест имав дека јас морам да заминам и дека јас треба си го најдам патот и дека јас секогаш моите цели се големи, а во Македонија се е ограничено. Но све нешто ме залажуваше. Ајде еден албум да извадам, ајде оној, ајде со овој артист, ајде со Слаткар потпишав, со овој потпишав, Тони Зенгора, Next Time, Елвир, ово, она. И све нешто излегуваше. И после тоа почнавме и концерти да организирам со Кристијан, направивме преку 30 концерти за 2 години и некако почувствував дека се одвоив од музиката. Станав менаџер, станав организатор, станав режисер на видео а во музиката сум ја најдобар. И викам јас ќе си изгубам професијата, а целата економија во Македонија почна да иде и подоле. Настапите на пејачите падна, цените падна и ја викам ако сега јас него си го најдам тој пат што јас треба, кога на 50 години после ќе менјам држава. И тоа ми беше задња граница сега или никогаш. И така. Така. После твоето заминување во Канада, не знам колку знаеш, имаше доста шпекулации тука. Едни од тие шпекулации беше Јован си замина во Канада затоа што должел пари тука. Па другата шпекулација беше Јован замина во Канада, работи како келнер. Знам дека не е тоа вистина, меѓутоа кој е твојот одговор на сето ова? Па најголемата шпекулација ја што ја знам, за ова друго ти што ми го кажа да врска немам. Најголемата шпекулација што ја се знам е дека сум си заминала ради аферата што излезе дека за местење за фестивали. Да, имаше и таков мовет, точно. Да. Значи јас заминав неколку месеци пред тоа, и после тоа ама не најавив
на сите медиуми дека јас си заминувам од држава, дека се селам, зашто уште не знаев како ќе биде. Реков да не се вратам ја за 5 месеци, па сега да не правам галама за ништо и за да си ќутен. Така да никој не знаеше, чак ни луѓето од естрадата не знае дека сум ја заминал во странство. И кога се случи тоа, имаше 5-6 души кои сакаа да ги проверат како нели осомничени, дали местеле фестивали не, места ја имена у тој кош. Провери, ја видела дека нема ништо и целата таа акција се заврши така. Ради тоа мислеа дека луѓето у тој момент тогаш дознаеа со страст дека сум изведела ради тоа. Инаку ја во мојот живот не сум работел ни еден ден друга работа, ниту за некој. Значи секогаш сум бил само вработен и така дека дојдов во Канада. Првата година работев за Македонија и за околните држави кај што си имав контакти за да можам нели да опстојам. А после тоа, од кога упознав тука пејачи, си отворив студио. Може ли да се најде можеби некој во Канада, некој македонец од како што е Тони Зен, Слаткар, има ли соработка со наши македонци таму? Имаш ли такви соработки? Па нема некои сега пејачи македонци тука што се толку успешни и добри. Што се занимаваат со музика, уствари? Да, што се занимаваат со музика. Моја визија, моја цел дека ја морам да се пробијам во светската естрада и да сум дел од неа, до некој ниво да стигнам. До некој моја зацртано ниво, така да тоа ми е мојата желба и на тоа работам и на тоа работам од дете. Доколку нешто се случи и ги упознавам правите луѓе, јас би сакал на некој пејач македонски, пејачка да помогнам, за да имаме и ние некоја си светска звезда, како што имаат и албанците 3-4 девојки што се појавија, нели? Така да може да се случи тоа во иднина. Зашто не сега музиката е сцела на глобално ниво. Нема више предрасуди, мора да е пејачот американец, нема, сега успеваат од секаде и од Европа и мислам само треба да не е веќе ни битен ни акцент, доколку имаш малку акцент, значи не има воопшто тоа битно. Кога цела Јужна Америка и шпанската музика стана толку голема во Северна Америка, така да веќе не се замараат тоа. Ја следиш на македонската естрада, знаеш ли што се случува? Претпоставам дека следиш. Па следам малце, највеќе ради брат ми, зашто брат ми работи добро таму, Турбо, и највеќе ради него следам што се случува. Сакам да сум дел од некој фестивал, бев од Макфест, имавме една песна со брат ми. Чисто онака, бидејќи нели си бил долго години дел од тие дешаванки, па убаво да се пак. Какви односи си со Слаткар, Тони Зен, Елвир Мекич, Next Time? Па со сите скоро сум у добри односи. Со Next Time не сум у контакт долго време, но па и со Тони Зен не сум го слушнал одавна. Некако се повлечам на целата естрада. Со Слаткар сум се уште во контакт секојдневно. А Елвир Мекич? Елвир и со Елвир Мекич, он се одсели он живее во Сарајево моментално. Да, точно. И така да, контакт сум и со други артисти. Така ме прошуваат како иде, што има ново, така се интересираат. Па и јас се интересирам. Јован, би се вратил ли никогаш повторно да живееш во Македонија? Па сега, за сега не би се вратил да живеам во Македонија, би се вратил да посетам, да се ги видам пријателите, другарите, да се посмееме и така. Што ти недостига највеќе од тука? Па тоа е веројатно роднини пријатели, другари, тоа е тоа. Кафана може. Блиските, молам? Кафана може би, пошто верувам дека... Па не кафана, ја и во Македонија кога живеев не одев по кафани, така да да речеме некои кафичи. Кај пиев кафе. Јован, тука негде ќе морам да ти се заблагодарам за ова одвоено време за нас, за ексклузив. Се надам дека кога ќе дојдеш во Македонија ќе не почести со твое присуство тука на овие фотели во ексклузив, така да ти благодарам стварно уште еднаш што одвои време и што ни даде искрено интервју. Океј, благодарам што ме поканивте, се надевам дека ќе се видиме. Така, поздрав, се најдобро.